Вести на Канал 8, добар ден. Врнежите од дожд предизвикаа одрони на патиштата во регионот, поради што има мали проблеми во одвивањето на сообраќајот во регионот. Од јавното предпријатие Македонија Пат и од Автомотосојузот на Македонија ги предупредуваат возачите за внимателно возење на делниците кон Делчево и Берово, поради карпи и земја на коловозите. Нови одрони од карпи и земја се појавија на патните правци од Кочани кон Делчево и од Виница кон Берово. Тие се последица на неколкудневните врнежи од дожд, што предизвикаа зголемена влажност на почвата и паѓање на околниот земен материјал на коловозите. Поради тоа, од јавното предпријатие Македонија Пат потврдуваат дека нивни дежурни екипи имале интервенции на неколку локации на патот кон Делчево, а најголеми одрони имало кај местноста Каменолом и во близина на локацијата каде голем одрон имаше од пред 2 месеци. На тој патен прави тие на одрони, поради презаситеност на косините со вода, доаѓа до одрони, се чисти. Луѓето, како што рекохте, на терен вчера, нон-стоп, се оди да се враќаат без застој, без ограничување, али има појава на изненада одрони. Помали интервенции за чистење на коловозот имало и кон локалитетот Обозна на патниот правец кон Берово. Дежурни екипи на Македонија Пат ќе продолжат со обиколка на критичните места и ќе го отстрануваат паднатиот материјал од коловозот, но можно е во текот на ноќните часови да има нови одрони. Од Автомотосојузот на Македонија пак потсетуваат дека официјално во важност останува забраната за користење на мостот на Брегалница на регионалниот пат кон Зрновци, иако возачите на патнички моторни возила на своја одговорност поминуваат преку него. Дополнителна финансиска помош им стои на располагање на земјоделците од поплавените региони преку ИПАРД програмата. Огласот за поднесување барања е во тек, а стручна помош може да се добие во Агенцијата за поддршка на развојот на земјоделството во Кочани. Дел од средствата што Македонија ги добива од европските фондови наменети за развој на земјоделството можат да бидат искористени преку ИПАРД програмата за надминување на последиците од поплавите. Тоа се однесува и за земјоделците од Кочанскиот регион, чии ниви претрпеле штети од наведените води. Според министерот за земјоделство Михаил Цветков, обезбедувањето на средствата за помош на поплавените региони е овозможено по изготвувањето на извештајот на кој работела владината комисија. Распределбата на парите е со повисок сооднос, што е дополнителна поволност за земјоделците. Во врска со подрачјата кои што се поплавени, можат да користат ИПАРД програмата со 75-25%, односно 75% од средствата ќе бидат кофинансирани од страна на ИПАРД програмата. Така да ја користам оваа прилика да ги мотивирам земјоделците да поднесат проекти пред се овие што се, како што реков, од поплавените подрачја. Огласот од платежната агенција е распишан, значи да поднесат проекти. Цветков вели дека Министерството за земјоделство преку Агенцијата за поддршка на развојот на земјоделството им стои на располагање на земјоделците за помош при прибирањето на потребната документација и при подготовката на апликацијата за пријавување на огласот за средствата од ИПАРД помошта. Дополнителна финансиска помош државата очекува да добие од Светската организација за храна, за што веќе е изготвен и испратен извештај за последиците што ги предизвикаа поплавите на почетокот од оваа година. Со рушењето на хорор куќата на улицата Гоце Делчев одстранета е опасноста по безбедноста на минувачите. Соседите и Канал 8 претходно повикаа на решавање на овој проблем, што конечно се случи со почетокот на оваа недела. Ја нема повеќе куќата која беше опасна по живот, лоцирана на улицата Гоце Делчев во близина на градскиот пазар. Со години представуваше закана за безбедноста на минувачите. Во понеделникот конечно се пристапи кон нејзино уривање. Според добиените информации, собственикот кој повеќе од 20 години живее во странство, ја руши за на нејзино место да изгради нова куќа. Канал 8 алармираше за опасноста од оваа куќа, пренесувајќи ги изјавите на првите соседи кои беа загрижени за својата, но и безбедноста на другите минувачи. Постојано се случуваше дел од куќата да падне во нивниот двор, па тие беа принудени сами да го изнесуваат отпадот, живејќи под постојан штрек дека куќата може целосно да се сруши, затоа што катот и покривот покажуваа знаци на целосно попуштање.
Покрај куќата минува сокак, што најблиските соседи многу често го користеа за побрагу да стигнат до своите домови, но исто така и родителите со мали деца со цел побрагу да стигнат до клонот 4 од детската градинка Павлина Велјанова. И покрај реакциите на жителите и алармирањето на Канал 8, до последен момент изостана реакција и од надлежните и од сопственикот. Вакви стари куќи постојат на уште неколку локации во градот, но веќе се срушени две со најголем степен на ризик по околината. Куќата на улицата Гоце Делчев и онаа на Димитар Влахов во Стришани, чие рушење од безбедносни причини беше проследено со поделени мислења поради незината историска и уметничка вредност. Со свечена академија на која беше представен целиот живот на патронот Малина Попиванова, училиштето го одбележа својот патронен празник. Воедно го одбележа и јубилеот 30 години од своето постоење. Основното училиште Малина Попиванова го одбележа својот патронен празник. На свечената академија, што се одржа во салата на Центарот за култура Бели Мугри, настапија ученици од повеќе оделенија. Академијата започна со македонската химна во изведба на хорот на училиштето. Преку драмска изведба од страна на учениците беше представен целиот живот на патронот Малина Попиванова, а академијата заврши со македонски фолклор. Присутите ги поздрави директорот на училиштето Ивица Цимбалевиќ. Во овој изменет период поминаа околу 2200 ученика и 150 работеки, и секој на свој начин оставил белег. Основниот белег е успехот во континуитет. Успех на ученици од училиштето кои неретко биле првенци на генерациите во средните училишта, успешни менеджери на приватни компании и државни институции и активни чинители во целокупниот живот и квалитетот на општеството во кое живее. Успех кој во последно време е поддржан од приватниот сектор и здруженијата на граѓани во делот на подигање на условите за работа на високо ниво во училиштето. Инаку, освен патрониот празник, училиштето годинава одбележа и 30 години од неговото постоење. За таа цел во фоајето на Центарот за култура беше отворена изложба на изработки на учениците со посебни потреби на тема Великден. На бисната на патронот беше положено цвеќе, а по повод одбележување на патрониот празник, учениците организираа и литературно читање по објавен конкурс, како и кампања против пушењето по повод Денот на здравјето 7 април. На одбележувањето на празникот му претходеше општинскиот натпревар во пинг-понг. Со свечена приредба во клонот 4 на детската градинка во Кочани продолжи одбележувањето на 8 април, меѓународниот ден на ромите. Локалната самоуправа за најмалите обезбеди пригодни подароци, а во приредбата се вклучија и деца од другите клонови на градинката. Различната националност не е хендикеп, туку предност. Овде во градинката од мали нозе учиме за различни јазици, култури, традиции и религии. Различностите не обединуваат. Со овие зборови, Јованка Евтимова, раководител на клонот 4 од детската градинка Павлина Велјанова, им се обрати на присутните на програмата по повод Меѓународниот ден на ромите 8 април. 25 деца вклучени во проектот Инклузија на децата роми и големите групи од другите клонови на градинката прикажаа содржини на македонски и ромски јазик, пренесувајќи пораки за почит и соживот. Во одбележувањето на Денот на ромите се вклучи и општина Кочани. Најмалите ја играат представата што ја имаат спремано за денеска. Сакам само да кажам дека општина Кочани, градоначалникот на општина Кочани по овој повод подготви подароци за најмалите, кесенца со благи, сладки работи, кои што сега на крајот од приредбата ќе ги поделиме на најмалите, а утре исто такви пакетчиња ќе поделиме и на поголемите деца. Тука има и деца од ромска националност и деца од македонска националност. Сакаме на овој начин да им го честитаме 8 април денот на ромите со тоа што на ромчињата да им го честитаме празникот, а на нашите македонски деца исто така да добијат пакетчиња за да знаат дека нивното другарче ромче на 8 април има празник. Во рамки на одбележувањето на празникот, невладината организација Авена, која годинава е носител и организатор на активностите, беше приредена и ликовна изложба на тема Јас и моето другарче ромче. На изложбата се представени цртежи на ученици од основните училишта, преку кои тие го изразуваат своето видување на меѓусебното дружење со децата од друга етничка припадност. Завршија деновите на медот 2015 во Виница. Манифестацијата финишираше на христијанскиот празник Благовец.
Со осветување на пчеларник во Калиманска брана завршија деновите на медот Благовест 2015 во Виница. Во текот на изминатите 6 дена беа реализирани повеќе настани од пчеларска изложба со продажни штандови, забавна програма, пчеларска вечер, предавање на пчеларите од кои едно за лековитите својства на медот и другите пчелни производи и така натаму. Финансиските и други биланси за пчеларите оваа година се многу позитивни, а тие говорат дека производите од мед се побарани на пазарот. Имаме зголемена потрошувачка на медот и тоа под многу поголема цена од порано. Значи дека народот веќе се едуцира, место да купи еврокрем од 300 денари тегла од 700 грама, сега ќе си купи за 300 денари кило мед, кој е далеко поквалитетен, повреден за организмот на човекот. Значи имаме зголемена потрошувачка. А зголемената потрошувачка се рефлектира и со зголемен интерес за занимавање со пчеларство. Она што е карактеристично е што за него желба се повеќе пројавуваат млади лица од општината. Имаме зголемено број на семејства. Значи, дали сега влијание игра само субвенцијата што ја дава Министерството за земјоделие или се јавуваат млади пчелари ентузијасти. Меѓутоа имаме семејства, по број на семејства, дури Виница предначи пред сите општини у Македонија. Иначе, временските услови малку последните неколку години се менуваат, идат спротивно во корист на пчелата. Така да приноците се доста помали и затоа цената на медот отиде малку погоре, што пчеларите со таа страна се задоволни, ама од другата ради количината на медот па не се. И покрај широката палета на производи и понатаму најбаран е медот, производителите или ги потрошиле сите, или се ослободуваат од последните залихи. Единствена природна материја за која докажано дека има над 200 компоненти, од кои од јагнохидрати до протеини, нема масти што е многу битно, сите есенцијални аминокиселини, витамини, флавониди, минерални материи, органски киселини, што значи дека представа на вистина една универзална вредност која може да помогне на телото и се дава кај најтешките болни. Има голема енергетска вредност, а таа енергетска вредност може да користат спортисти, лица кои требат, да речеме, да се занимаваат со умствена работа, со физичка работа. Деновите на медот во Виница секоја година стануваат се поорганизирани. Бројот на застапени содржини постојано се зголемува. В пресред на великденските празници општина Чешиново Облешево организира великденски саем, каде ќе се изложат пригодни празнични декорации и декорирани великденски јајца. Манифестацијата ќе се одржи в четврток во 11 часот пред Житомаркет во Облешево. Од локалната самоуправа вела дека манифестацијата е можност дечињата од основните училишта и градинките да ги покажат своите идеи, изразени во креирање на великденски ракотворби. За таа цел ќе имаат поставено штандови со великденски украси и јајца, а ракотворбите на учениците ќе бидат на продажба. За сите оние кои ќе купат изработка од штандовите, Житомаркет Облешево ќе им додели боја за јајца. Манифестацијата е од хуманитарен карактер, а собраните средства од продажбата на производите ќе бидат донирани за верскиот храм во општина Чешиново Облешево. Проследете ја информацијата од спортот. Повеќе случувања од спортски карактер во предпразничниот период, односно за викендот и по него. Меѓу нив и такви кои освен надпреварувачки имаат и хуманитарен карактер. Фудбал Старс Младост 0:1, единствениот надпревар што беше одигран во рамки на првото пролетно коло од Општинската фудбалска лига. Останатите надпревари не се одиграа поради тоа што по една од екипите не се појави на теренот. Викендот беше одиграно и редовното коло во детските фудбалски лиги. Во генерацијата 2000-2001 Брегалница совлада екипата на Фудбал Старс со резултатот 4:1. Во генерација 2002-2003 подобар беше Фудбал Старс со резултатот 1:3. Во генерација 2004 година повторно победата однесе Брегалница со резултат 3:2 и во најмалата генерација 2005-2006 Фудбал Старс ја декласираше екипата на Брегалница со резултатот 1:10. Второ место во екипна конкуренција освои карате клубот Партизан на гостувањето во Власотинце. Кочанскиот клуб настапи со 42 надпреварувачи.
8 златни, 5 сребрени и 24 бронзени медали или 37 одличија освоија каратистите на Партизан во соседна Србија на една од нивните перманентни годишни дестинации меѓународниот карате турнир Власотинце Open 2015. Годинава учествуваа околу 450 каратисти од 33 клуба од Србија и Македонија. Во категоријата борби, карате клубот Партизан освои 7 златни медали, 6 во поединечна и 1 во екипна конкуренција. 1 сребрен и 6 бронзени медали, додека останатите 1 злато, 4 сребра и 18 бронзи беа освоени во категоријата кати. Ова беше 13-то издание на турнирот Власотинце Open. Со намера да му се помогне на едно 6-члено семејство од селото Тркање, волонтерите од ПХВ тимот на Црвен крст од Кочани в среда со почеток во 19 часот организираат хуманитарен кошаркарски надпревар ученици против професори, на кој ќе настапат учениците и професорите од Основното училиште Свети Кирил и Методи. Билетите се по популарна цена од само 30 денари. Тоа беше се што ви подготвивме за вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убава вечер. Довидување.